Почитувани граѓани, добро вечер. Вечера сме во селото Двориште. Да ги слушнеме проблемите на селаните тука, да им поделиме наши програми, да им кажеме наши проекти и замислата за развој на селото. Слушнавме за многу проблеми. Значи, реално во 21 век проблеми кои не треба да ги слушаме од селаните. Проблем со водоснабдувањето. Водата е доведена до селото, а не можат селаните да ја користат. Значи, користат вода која е многу матна, многу загадена, ништо не може со неа ниту да се готви, ниту да се пере, ниту да се чисти, ниту да се мијат, ништо, значи. Ниту како техничка вода да ја користат. Село без вода знаеме што значи. Проблем исто и канализацијата. Значи, селаните сами се организираат, секој сам си ја спровел канализацијата и тоа директно во реката која поминува во селото. Можете да замислите, значи, за каква еколошка катастрофа станува збор, ама селаните немаат друг избор и немаат друг излез. Селото е од разбиен тип и има едно од поголемите села во општината. Неопходна им е пошта. Значи, предходно имаа пошта, сега не работи веќе, имаат проблеми со пратки и со се. Патишта неасфалтирани, полски патишта имаат проблеми и реално, значи, проблеми многу големи за да може да функционира селото. Нашата програма гарантираме за Берово дел од тие проблеми опаѓа. Значи, гарантираме дека ќе се надмине проблемот со водоснабдувањето, гарантираме дека ќе се надмине проблемот со канализацијата. Гарантираме дека ќе се надмине, значи, ќе правиме напори за да се отвори поштата тука која постоела за да ги немаат веќе тие проблеми. И многу други работи кои ги тиштат селаните во Двориште. Бидејќи реално имаат многу проблеми, значи затоа треба селаните на овие избори да ги опоменат. Да излезат масовно, да заокружат број 7 за кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН, да излезат и да гласат за советничката листа на ВМРО ДПМН, да заокружат број 7. На 17 октомври излезете масовно, дајте поддршка за број 7, за реално, за новата иднина, за да може да ги надминуваме проблемите тука во Двориште. Ви благодарам.